Наспротив внимателниот и нежен вокабулар на владата, но и меката одбрана од нападите на македонската историја и јазик од Бугарија. Лингвистите гласни: македонскиот јазик постои и Бугарија ќе мора да го прифати тоа. Првиот човек на Институтот за македонски јазик после долго време јавно проговори дека не може да се преговара за прашање кое не постои, затоа што е јасно дека македонски јазик има. Тука зборуваме за измислен проблем на дел од бугарските лингвисти кои што го наметна. Што ќе правим? Па се знае дека ќе се реши проблемот дека мора да го прифатат македонскиот јазик како реалност. Тука нема дискусија. Јазичарката Велковска вели дека е редно време лингвистите на хартија да ги стават црвените линии. Време е да се направи македонистички конгрес на кој ќе поканиме научници од целиот свет и особено да ги поканиме колегите од Република Бугарија. Ние научниците оперираме со факти. Да видиме на крајот на пишата што е што. И конечно, ние лингвистите треба да ги зацртаме заеднички нашите црвени линии, кои вака изборуваме, меѓутоа да ги ставиме на карта. Одамна познати, не е лошо да ги ставиме на карта ако треба, за да се знае. Јазичарите и претходно го кренаа својот глас за да го зачуваат македонскиот јазик. Реагира и откако Бугарија реши да ги прогласи се словенските браќа Кирил и Методи за бугари. Според дел од лингвистите, со ваквите чекори на негирање на македонскиот јазик, но и присвојување на просветителите, источниот сосед тоне во националистичка кал. Претходно официјална Софија направи меморандум во кој се тврди дека македонската нација и јазик не постоеле до 1944 година. Ваквиот документ го испратија и до Брисел. Заев и тогаш и сега е многу внимателен во изјавите и убеден дека позициите на Софија, особено за јазикот и нацијата, нема да бидат пречка за нашата европска интеграција.